љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. Прво си викам, човече, колку време чекав да те видам. Цело време замислував како ќе изгледа, што, знаеш, бебенце, толку време чекав да имам бебенце свое и некако еве го тука. Толку беше мал и си викам, чекај, сега е моето бебенце и го гледам и некако, не знам, тоа е љубов на прв поглед. Таква љубов немам осетено во животот. Мој искрено. Почитувани гледачи, нова среда, а тоа значи и нова Мама Визија. Овој пат уште една спортска Мама Визија. И како што видовте и од самата најава која е наша гостинка, верувам дека тоа многу ќе ве радува многумина од вас. И овде јавно ќе кажам и пред нашата гостинка дека кога во неколку наврати ставав предлози кои да бидат гости, ве прашував вас, нашите следбеници, нашите редовни гледачи, речиси секогаш добивав ист одговор дека едина Муса сакаат да ја видат во Мама Визија и ете успеавме. Не беше лесно, ќе признам, но успеавме да ја донесеме овде во студиото на моја огромна радост. Добре ни дојдовте и благодарам што ја прифативте поканата. Добро ве најдов и навистина ти благодарам што ме почека ете да заврши сезоната, да се ослободам, за да можам да гостувам кај тебе во емисија и навистина ми е драго што сум денес тука со вас. Да, знам дека ова ќе биде огромна радост за многу гледачи, затоа што многу и пред да се вклучат камерите, споменавме дека имаш многу следбеници, многу девојки, девојчиња, многу мајки, млади мајки те следат и се инспирираат од тебе. И првото прашање кое што ми се наметнува е токму тоа: како е да си мама? Па вака, прашувајќи човек што долго време посакуваше да стане мајка и искрено тоа беше еден од моите најголеми стравови. Дали ќе можам да имам деца, не дека имав некоја дијагноза или слично, едноставно тоа си го се прашував цело време себе си, кога ќе стана мајка, дали ќе стана мајка и ми беше многу важно да се остварам во таа улога. Искрено се чувствувам пред се многу благодарна на Бога што ете ме благослови со синче, живо здраво и пресрекна сум. Значи како да пополни една празнина во мене. И Максим за мене значи инспирација, мотив за се понатака во животот. Многу сум среќна, иако да не се лажем, има многу тешки моменти, напорни, нели, посебно кога е прво дете во прашање, меѓутоа тоа се сладки маки како што викаат. Нели? Една година од прилика со година и нешто со година и 2 Максим. месеци сега ќе прави, да. Така, заедно со Максим, како би ја опишала оваа година? Значи, пак. Јас сум човек од рутина. Значи секогаш во животот се ми било плански, што правам, како правам и сето тоа е една рутина, се едно исто работа, кошарка, спорт. И некако кога се роди Максим, животот ми се свртен тотално поинаков стана. И некако као да ми требаше таква промена во животот, да земам време и за себе и да се, како што би кажала Елена Бубало, другарка ми Елена Бубало, да се удомам, значи се повеќе време посветив дома и научив многу работи, значи со Максим и како да бидам потрпелива, да осетив една љубов која досега немам осетено. И така, сосема поинако, дефинитивно. Да, интересно е ова едино што го кажуваш, но вистина мислам дека мајките учат и добиваат некоја друга улога во својот живот што не ја познаваат, некоја друга личност излегува откако ќе се изреализира една жена како мајка и учат многу од сопствените деца. Да се навратиме на почетоците пред да се роди Максим. Како се запознавате со твојот сопруг кој што исто така е позната личност? Како започнува вашата љубовна пригазна? Со мачка, значи мислам дека немаше конкретно запознавање, едноставно ние знаевме еден за друг, затоа што и двајцата сме од светот на кошарката, нели? На почетокот ја повеќе знаев за него. Мислам дека он не знаеше дека постојам, затоа што бев 11 години помало од него. Мислам тоа сум 11 години помало од него. Така да он кога беше во пикот на кариерата во своите 20 години, јас сум имала 8-9 години, 9 години. И некако сум го следела, нели, играше во работнички, па после тоа во Полска, сум видела на него и на превари за репрезентација
И така го знам мачка, Александар Димитровски. Па понатака се сврте тркалото, после јас станав нели попозната преку кошарката, па он повеќе слушаше за мене и во еден момент имавме ситуација каде што почнавме заедно да се работуваме, пак во областа на кошарката и тука веќе имав момента каде што можев да го запознам како човек, како личност. Исто така, мојот кум Иван, он беше многу добар другар со мачка во тоа време и често знаеа да нели да по кафиња, да се дружат и многу пати ќе ме викнат и мене да нели да им се придружам. И тогаш мачка го за прв пат го видов како родител. Значи седеше, баш памтам како вчера да беше, Дарен имаше сигурно една годинка, а Хана не знам 2-3 години сигурно. И во еден момент он седеше сам, го ранеше Дарен со млекце, во исто време на Хана и дава да јаде и си викам човече, види го мажов од 2 метра, колку е грижлив, посветен родител. И во себе онака баш си имав помислено дека еден ден ја би сакала мојот сопруг, тој што ќе ми биде сопруг, да биде баш ваков, грижлив родител. Да, многу значи точно. Да, и интересно е тоа што и на други им го има спомнато тоа, меѓутоа никогаш не сум помислила дека нели нас судбината ќе не спои во даден момент. И поминаа неколку години и мислам дека беше точно отприлика 1 година од неговиот развод од првиот брак. Имаше еден портал, пишуваше, не знам, најпознати 5 или 10 разводи за таа година и он беше еден од нив. И јас на шала, значи му го праќам линк, викам леле, викам, значи кај што си познат по кошаркава, сега и по ова си познат и тука се смеевме. Штампа. Да. И тука се смеевме и едноставно ајде на салат и така почнавме да се дружиме и направо бевме пријатели, другари и некако така се спонтано си тргна. Да, тие убавите љубовни приказни така се најспонтано и наједноставно некако се случуваат. Имаше ли некое запросување спектакуларно? Не памтам ни со социјалните мрежи дали имаше. Не, јас у принцип сите тие интимни моменти не ги споделувам на социјални мрежи, не знам, искрено, иако например, кога сум на терен, сакам да сум во центар на внимание, јас сум лавица во хороскоп, лав, сакам, меѓутоа кога станува збор за некои поинтимни моменти каде што јас емотивно можам да изреагирам, не сакам луѓето да го гледаат тоа, некако, не знам, не сум голем фан на тие спектакуларни запросувања, свадби и така натаму. Па мачка го знаеше тоа. И моментот кога ме запроси, ја бев веќе 6-7 месец трудна и нас тоа ни беше очекувано. Нас најбитно ни беше бебето што го очекувавме, така да тоа беше скроз дома низ разговор. Мислам и пак бев изненадена, меѓутоа беше многу поинтимно и поемоционално доживување од тоа што за да влезеш во блажена состојба. Тоа беше некаков разговор, дали разговаравте дека сакате да имате дете? Дали планиравте се почесто во современото општество, паровите си се договараат и си планираат дали е вистинско време, дали и вие го имавте тоа? Па вака, значи јас кога почнавме јас и мачка да се гледаме, мислам дека имав 32 години, 33 така нешто и сега јас на таа возраст нормално е дека нели барам би сакала со партнерот да имам посериозна врска. Знаејќи дека он веќе има 2 деца, мене ми беше многу важно да знам дали он сака уште деца, затоа што за мене да имам дете ми беше нешто најважно во светот. И баш го праша, викам, слушај, значи јас немам дете, јас сакам да имам дете. Да, ако и ти истото го сакаш, окей, можеме или да почнеме да продолжиме со оваа врска. Кој не сака да има деца, јас сакам да имам дете, ама викам, ама не 1, 2, 3. Па 2-3 бе за 2, сигурно за третото ќе се договориме. И така некако у животот буквално за све онако се успеваме без проблем да се договараме. Така и беше Максим беше планиран, наша голема желба и еве сме сега. Да. Велиш во неколку наврати споменуваш дека си посакувала многу да се реализираш како мајка. Што сакаше да имаш? Син, ќерка, близнаци? Имаше такви желби во тебе? Да. Јас никако као интуиција да имам дека јас како да знаев дека ќе имам син. Искрено многу посакував да имам син, меѓутоа и да беше ќерка, мене буквално немаше да ми смени ништо, затоа што имам и внука која сакам како мое дете, тоа на сестра ми е детенцето и толку многу ја сакам што јас секогаш бев например машко дете и она кога се роди
буквално нема врска дали е машко или женско, ептен се сближив, ептен се сакаме со Луана. Па така за машко дете не знам, некако ми беше очекувано како да знае дека ќе се случи. Меѓутоа како што кажав, нели да е женско не би променило буквално ништо. Едина ти важиш за една од ретките дами, жени, мајки и не мајки трудници кои што покажа и сруши стереотипи во општеството и покажа дека она правило дека трудницата не треба да крева тешко, трудницата треба да мирува, трудницата треба да се пази, трудницата оние некои непишани правила што секако важат за исклучоци, да не бидам разбрано погрешно, не важат за секоја трудница. И навистина и јас, а и многу други жени се радуваме што се појавија вакви поединци, вклучувајќи личности кои што се спортисти, кои што го знаат тоа и од од спортски аго. Како ја помина твојата бременност? Како би ги опишала тие 9 месеци? Како беа почетоците на бременоста? Вака, пред се сакам да кажам дека спортот игра голема улога во мојот живот. Значи, јас откако знам за себе, јас сум физички активна. И кога останав бремена, со мојот гинеколог, разговаравме и таа ми кажа дека нели до 25-та недела не е препорачливо да се вежба, меѓутоа за мене беше тоа тотално несватливо затоа што си викам па тоа нели е поголем шок за моето тело и за сама себе и на психофизичко ниво да престанам да вежбам одеднаш, отколку да продолжам со вежбање. Некако после тоа се консултирав со уште еден гинеколог кој е спортист, тоест фитнес фанатик, доктор Јосиф Ѓорески, морам да го напомнам, затоа што со негова консултација останав активна во текот на целата бременност. Мило ми е што сметаш дека можда и другите сметаат дека рушам стереотипи, меѓутоа тоа исто почнува од самиот карактер. Значи, ќе кажам, има спортисти кои по една повреда престануваат да спортуваат. Ја имам 5 операции на колената, ја се уште спортувам. Има спортисти кои спортистки ќе родат дете, па не спортуваат више. Јас и тоа го струшив, меѓутоа не беше тоа со некоја цел, него тоа е едноставно тоа што мене ми исполнува. И во текот на бременоста, најважно е да имаш уредна бременност за да бидеш активен. На почетокот и важно е да си го слушаш со сопственото тело. Јас не бев многу едуцирана во врска со вежбање, трудници и тој стил, меѓутоа сметам дека има посебни специјалисти кои работат, со одредени трудници, меѓутоа јас си го знам сопственото тело и до цел живот вежбам. И знаев што треба, а што не треба. Така да во првите 3 месеци чувствував голем замор и едноставно не се форсирав тогаш, значи имаш со многу помали килажи, со сопствена тежина, мене ми беше важно да останам физички активна. Да. 3 пати нелно, можда претходно сум вежбала секој ден или 5 пати, 6 пати нелно. Овој пат реков 3 пати нелно се доволни да останам доследна на процесот кој што го терам веќе со години. И така некако, значи потоа после тие 3 месеци имав многу поголема енергија, правев вежби каде што не го вклучуваат корот толку многу, кревав килажи што не е со своја собствена, сам со својот 100% капацитет, меѓутоа тука 60-70% што тежина е можда за некој друг, за мене е сосема доволно колку да држам мускулната маса. Велиш на почетокот првите 3 месеци чувствуваше замор. Како тоа една спортистка како тебе, која што е навистина многу енергична личност, јас прв пат те гледам во животот, но ни социјалните мрежи, ни интервјуа што сум читала и што сум гледала за тебе, те доживувам така, енергична максимално и ве кажеш дека си лавица дополнително тоа да го потврдува мојата претпоставка. Како ги поднесе тие денови на замор, на тоа дека треба да седиш дома, па дека немаш сила, па промена, па можеби и лошење, не знам, како го поднесе тоа? Лошење немав, чувствував голем замор, меѓутоа знаете како јас толку многу сум поминала низ спортот и спортот толку многу ме научил дека и кога ти е тешко или едноставно не обрнував многу внимание на тоа. Океј, да, повеќе спиев, го дадов потребниот одмор на телото, меѓутоа не се улежав. Ме разбирате, значи пак сите тие обврски што требаше да се завршат, ја ги завршував. И
можда сум скратила, нели ете, не вежбам секој ден, 3 пати неделно сум скратила од други работи, па сум одмарала повеќе. Значи Во сепак тој си му дел. прекосала на тој замор си му прекосала на некој начин, не си подлегнала. Па не сум има моменти каде што треба го слушаш доволно телото, за да му го дадеш одморот, ама има моменти каде што си бараш самиот си бараш изговори да не завршиш одредени работи. Ме разбирате? И Да. треба да се најде тука разликата и границата кога треба да одмараш, а кога треба да си ги завршиш врските кои чекаат на тебе. Да, и апсолутно дека понекогаш па и телото бара одмор. Да, не е- дефинитивно. Не е добро, па Не и е да добро. му Да. му попречуваме на Точно, тоа што е точно. потребно да се одмори, Така. да се период можеби кој што трае и Така е. подолго време. Како мина 9 месеци? Дали имаше лесна бременост? Па у принцип да, имав лесна бременост. Останав, како што кажав, секојдневието не ми се спромени откако останав трудна. Значи јас имам и кошаркарски клуб каде што тренирам дечиња, идев на тренинзи со нив, патувавме на утакмици. Едноставно имав толку многу обврски што не можев да обрнам внимание што всушност се дешава. Меѓутоа како што кажав, првите 3 месеци беа понапорни, после тоа буквално до 9-тиот месец како да не сум трудна. Имав благодарение на јака мускулатура, можев да немав потешкоти во ниеден сегмент. Сметате ли дека токму вежбањето ви помогна за тоа да имате повиталност, поголема виталност во бременоста? Да. Сметам и сум сигурна, затоа што сега нели секој индивидуално нели ја доживува бременоста и ја качив 13 килограми во текот на целата бременост. Се исхранував нормално, вежбував умерено. Кога ќе видов трудници во исти месец со мене, значи буквално им беше тешко, не секоја, нели? Да. Меѓутоа во глобала во поголем број им беше тешко да станат од столица. Значи јас во еден момент не го доживеав тоа. Немав задршка на вода, што исто така прави голем проблем, можеби затоа што сум била во зимскиот период, не знам, меѓутоа мислам дека голем број придобивки можам да ги припишам на вежбањето. Како изреагираа дечињата што ги тренирате кога ве видоа трудна, кога ви растеше стомак? Какви беа нивните реакции? Па што знам, некако они на почетокот не им беше јасно што се дешава, пошто јас до мојот 6-ти месец буквално не може да се примети некоја голема разлика. Јас дека на тренинг кој идам со нив, ќе носам широк дуг серп, дека беше зима, не може да го толку да го забележат тоа, меѓутоа бе пазеа, на пример, пазат како ќе ми додадат топка, нели имам после кога почна веќе стомакот да се гледа да не ме повредат, пошто јас директно бев вклучена со нив да ми дадат паз, да им вратам паз, значи сепак може да нели да ми ударат по стомакот, па беа многу внимателни. И така добивав поклон исто за нова година, ми прават честитки, па ќе ми направиле лампионче за Максим. Некако таа љубов од децата што ја добиваме, тоа што ме држи во спортот највеќе и во работењето со млади категории, да бидам искрена. Знаете кој момент го изоставивме? Моментот кога дознавте дека сте бремена, тој ден да се присетите, каде бевте, со кого бевте, кому се јавивте, кого го известивте прво дека ќе чекате дете? Па прво бев сама дома и имав тест за бремено затоа што нели циклусот ми доцнеше и викам чекај чисто да проверам. И кога видов, ама некако линиите беа многу бледи и си викам, можда не е. Некако ме фати паника, иако ова беше нели планирано и очекувано, меѓутоа кога доаѓа тој момент за мене дека прво дете, некако малце се исплашив, да бидам искрена, зашто окей, сега е тука, значи ти си го посакувала, сега е тука, што понатаму, дали си спремна, сигурна си, ова го сакаше, така, значи јас знам дека дете е многу голема обврска и сите тие работи, моите обврски, моите нели работи што зависат од мене, многу сериозно си ги сваќам. И некако не знам дали сум спремна, малце се исплаши, па му викам на мачка, земи уште еден тест за бременост, чисто однака да проверам. Не му кажав уствари дека првиот покажал позитивен и после тоа и вториот испадна позитивен. Мачка беше пресреќен и ми вика што си ваква, срекнали си, викам срекна сум, ама некако се исплашив и кога видов дека он е толку лабав и дека е толку среќен, некако ми даде само доверба дека се ќе биде окей, буквално и
така. И се не знашаваме, вика, сега ќе му кажам на Максим, кога ќе порасне, ќе му кажам дека си се исплашила, дека не си сакала. Абе, кој не сакал? се шалевме, меѓутоа, мислам дека секоја мајка, не секоја, меѓутоа многу голем број на мајки, ете кога ќе се случи, сигурно се Доза на страв, да, сигурно избунети, да. Сигурно има доза на страв. А како го паметиш денот на породувањето? Како би го опишала? Ти си една од ретките кои што денеска би одбрале државна болница. Знам дека се породи во државна. Денес нели изборот е широк, голем. Мајките од страв, од тој страв ете ќе, ако треба ќе плати за некој поголем комфорт, по безбедност, но ти одбра државна болница. Да. За породување. Епа, јас во државна болница имав докторка Ива Ѓореска Малахова. Она е докторката што мислам дека од 7-8 месец почна да ме или да ја следи мојата бременност. Она е исто моја пријателка. И некако сметав дека за таков процес многу е важно ако имаш свој човек, некој што му веруваш, искрено. Јас Ива познавам неколку години и некако и верував дека сум во прави раце. И сега, кога отидов да се пораѓам, односно ми пукна водењакот, докторка Ива ми кажа дојди, дојди, спреми се и дојди одма. И испадна дека треба да се пораѓам со царски рез, затоа што беше итен царски, имаше фекалии во плодовата вода, односно водата беше заматена и мора одма да го изадат бебето. И се сеќавам дека тоа беше малце травматичен момент за мене, затоа што јас, значи за пораѓање природно, идев на курска јасна, се чита, се спрема, све знаев за природно пораѓање, како се дише, што треба да се прави, буквално се. За царски рез немав појма. И некако не бев спремна. Иако имам претходни операции на колена, не се плашам од самата операција, меѓутоа некако ептен се исплашив. И многу сум среќна што одбрав да се пораѓам кај Ива, кај докторка Ива, затоа што баш од тој момент она ме смири, знаеш. Она дури во текот на пораѓањето се смешкаше, се, знаеш, некако позитивна, не беше исплашена, мислам нормално тоа е работа, знае што прави, меѓутоа имаше страв во мене. И искрено многу сум задоволна. Значи како пројде самото пораѓање, искрено и за нели царскиот рез, линијата како добро ја средила, значи не се ни гледа, мал рез. Тоа е за мене одлично. За да носат бикини, па. Да, буквално не се ни гледа. Па после тоа ја разбирам зошто многу млади идат во приватни болници, затоа што нели грижата после тоа е многу поголема и посоодветна, не знам. Таму сестрите во државна има исклучоци. Има исклучоци. Да, значи има исклучоци, тоа сум слушнала, меѓутоа, знаеш како во државна болница, таму сестрите беа пријатни, не можам да кажам не, меѓутоа, мислам дека по приватните, мислам дека тие што се пораѓаат царски, на вистина им треба многу поголема и попостојана грижа. Ме разбирате, затоа што тоа е една операција за која јас можам да кажам имав страшни болки. После тоа не бев спремна, не знаев што ме очекува, некако сакав малце повеќе да имам или некој да дојде да ми помогне, ама после тоа е потребна помош. Да, многу. Недела дена и повеќе можеби е потребно закрепнувањето од после кога се случи царскиот рез. А јас си бев скоро една недела во болницата што Максим нели беше во заматена плодова вода, требаше да прима антибиотик и некако се задржав таму подолго време, меѓутоа углобала сум задоволна и ако треба, например, сега здраве Боже за второ дете, би одбрала Ива кај да иде приватно, државно, кај иде она таму јас. Да, се врзуваш за докторот. Да, тоа е така. Закрепнувањето поминува тешко, речи си за секој царски рез, но дали си од оние мајки кои што кречат се заборава? Да. Верувајте, значи јас не сум, значи како да ви кажам, значи вториот ден ти го носат бебето, царски рез, дали јака мускулатура, такви болки у живот немам осетено. Значи не можеш вака вратот да го подигнеш. Не знам, не можам да опишам. Не се сите така. Сум правела муабети со други жени, буквално супер прошле. Јас имав многу болки. И кога го носат детето и ти го ставаат нели на тебе, сега ти не можеш сам да станеш, а камоли со детето, кога ти детето во раце, како да немаш болки? Јас сум се чудела, викам како е ова можно, човече. Некако стварно ти дава некоја посебна енергија, посебна сила и стварно се заборава. Веќе година, прошла година, мислам,
да треба да пак исто одма 100% влагам у тоа, Ќе не би ми го не ми. повторил. Да. А какви мисли ти поминаа низ глава кога првпат го фати Максим во раце? Леле, значи прво си викам човече колку време чекав да те видам. Цело време замислував како ќе изгледа, што знаеш бебенце, толку време чекав да имам бебенце свое и некако еве го тука беше мал. И си викам чекај, сега ова е моето бебенце и го гледам и некако не знам, тоа е љубов на прв поглед. Таква љубов немам осетена во животот. Мој искрено и не знам, уживав со него, и уживав буквално. Паметам дека и самата спомена дека не ти се промени многу телото, но сепак се појавува стомак, верувам дека се случуваат одредени промени со оглед на тоа што имаш совршена градба и си спортистка и се гледаш себе си цел живот со совршена линија. Реагираше ли некако на поинаку на своите промени на телото? Како тоа го поднесуваше како жена? Дали ти значеше тоа дека ќе се промениш, дека можеби ќе се поправиш, па се и генетика има, нели, удел. Видете, знаете како, значи никоја јас не можам, нели, да се чукам во гради, јас сум фитнес тренер, видете како изгледам после пораѓање. Значи секоја жена има различно искуство. Значи има жени што имаат и проблем со хормони. Не можам ја да кажам, јас сум едина, видете како изгледам после пораѓај или слично. Значи мојот пристап беше да колку што можат, нели, побрзо врата да бидат физички активни. Меѓутоа, верувам дека какво и да е телото после пораѓај, дека со трпение, со време, со здрав начин на живот и со активност може да се среди, доколку се сака. Така да имав и ја голема промена. Значи кога се породив, тој делот кај стомакот секако дека, нели, требаше време да се врати се тоа во нормала. Исто така кај резот, иако јас сум вратена во форма, иако кај резот пак има така малце што се одвојува од самото, значи не е вака стомакот раме, него и да вака, и кај што е резот има кавлобнатина. И можеби на почетокот се нервира, види како Санки ми стои, се познава и по хеланки, меѓутоа верувајте, значи ако треба да бирам да имам дете и да го родам живо и здраво, па што сака нека биде. Значи све тоа е прифатливо. Секоја промена, на пример, ако сум се поправила, сето тоа вреди и понатака може да се среди. Нема подобро нешто и поголем благослов, искрено. Во контекст на ова, колку внимаваше и на исхраната? Дали пазаше премногу на исхраната и додека беше трудна? Дали се водеше според тие правила на здрава исхрана од типот на да не се поправиш? Каква исхрана практикуваше за време на бременост? Па видете, ја веќе подолго време се хранам здраво, да кажем. И веќе мојот начин на живот, нели, е мој начин на живот, не е тоа пазење на храна. Ме разбирате? Значи, не е тоа некоја диета или нешто. Јас прво не сакам стриктни диети, затоа што сум била и на бодибилдинг надпревари, сум се надпреварувала, тогаш сум држала стриктни диети и од човек што е толку среќен да ми се скрати цела среќа за да ја изгледам фит, ме разбирате, некако ми нема поента. И сега јас сум си го нашла својот баланс со здрава храна, да си дозволам некојаш да јадам сладолед, да јадам пица понекогаш, ме разбирате, не е тоа на секојдневно ниво, меѓутоа не сакам да правам рестрикции до толку да не можам да уживам во некои работи кои ја уживам. Меѓутоа се знае, константност, дисциплина и во тренинг си дава некои резултати и понатака човек се навикнува на тој живот. И јас кога останав трудна, во глава ми беше исто така и гинекологот ми кажа, не јади за двајца. Значи ти си јадеш нормално. И сега сето тоа што сум го јадела претходно. Иако имало некад момент да се посакам тесто, ја не сум се лишала од тоа сега да ми се јадам да не јадам, ќе сум каснела во одредена количина, па после тоа нели одредени денови не јадеш такви работи, едноставно не знам. И како беше оној мит за трудниците, меѓу другото, касни за и детето да јаде тоа, инаку ако не јадеш нема да го јаде детето. Сметам дека и мит е тоа исто дека леле сега ми се јаде тоа, морам да го јадам, детето бара. Затоа што јас ако се водам така во животот, еви душата мене ми бара да јадам пица секој ден и сладолед, па не јадам. Ме разбирате? Така да и тоа јадење за двајца, навистина после тоа многу проблеми имаат. Не може да се вратат у форма, се губи мотивација. Можат, ама треба многу тешко и години. Треба желба, многу и труд.
Све можат, не? А и Верувам дека годините. тоа- и годините. И годините си имаат Така е, врска се слагам. на Се која сложувам, се возраст? сложувам. На 33 години се реализираш како мајка, така? Или Да. 34? Како? 33. 33 Да, години сега имам стануваш. 34, во август ќе будам 35. За прв пат стануваш мајка. Како Максим го добива името Максим? Па со мачка имавме неколку имиња, односно 3. Се он многу сака, демек синот да му се вика Александар, ама ајде да не биде исто Александар, ајде Алекс. И ја викам, се Алекс, али Алексеј нешто, не знам. И испадна Алек, Алексеј, или викам, ајде нешто друго, Максим. Може Максим. И он му се допадна името и онака 20-та некако добро се сложи како и на првиот пат. Значи немаше некоја забуна или нешто, негова желба да сака да се вика одредено име и така испадна Максим, да. И како е сега животот со Максим? Носите бебе дома. Да. Колку тоа се менува вашиот дом откако Максим е во вашиот живот? Што се случува? Какви промени разбуди кај вас? Па беше на вистина напорно на почетокот, затоа што нели посебно за мене затоа што ми е прво дете, не знаеш што да очекуваш. Значи едно е ти што слушаш, друго е ти што доживуваш. Јас сум била жена што секогаш работи по 2 до 3 работи, некогаш и 4 во текот на денот. Значи дали кошарка, фитнес, преку Инстаграм, па имав работев на проекти. И секогаш сум била многу зафатена и сум знала да работам и кога сум многу уморна. И си вика, што ја 4 работи работам, па не дете, едно дете да чувам. Уф, леле, кога дојде Максим, кога не си спијан цела вечер. Значи тоа беше најтешкото, уствари. И сватив дека ако човек не е спиен, ништо натаку текот на денот не иде лесно. Среќа, значи мачка што е таков каков што е, грижлив, има искуство, значи со претходните 2 деца, некако многу ми помогна уврска со тоа. Мене ми беше искрено страв да го бањам Максим, затоа што беше толку мал. Мачка немаше гајле. Стави подлава во бања и детето све средување и он го бањаше до пред неколку месеци, само он. И некако имавме план, окей, јас спијам со Максим до 4 сат. До 4 сат мачка станува, па јас идам да спијам сама за да врзам неколку сати сон, он иде со Максим додека не тргне на работа. И тоа ми беше стварно тие 4 сати сон врзани ми беа многу потребни. Или, например, он кога ќе види дека сум јас многу уморна, ти оди легни, јас ќе бидам оваа вечер со Максим и така некако со договарање и сметам дека тоа е многу важно во една фамилија 20 родители за да не крахираш, пошто стварно е напорно. Имавте ли помош од родители, од некого? Па на почетокот не, затоа што родителите на мачка се во Гевгелија, таму живеат. Мојата мајка, јас не сакав да доаѓаат, затоа што некако нели тој процес доење, гради, това да ме гледаат, некако уопште не се чувствував пријатно да го правам сето тоа пред други луѓе и некако не сакав луѓе околу нас. И на почетокот бевме само ја и мачка. После некое време, нели баба Совче, мајка му на мачка, почна исто она да доаѓа. Значи кога треба некад помош сега кога више поголем, ќе дојде на 2 недели кај нас, со нас ќе седи, нели ќе Добро и за нив и тоа значи многу и за нив. Верувам, да. Сега мајка ми доаѓа 3 пати неделно дека сум на работа да го чува и сега више и полесен, нели, он оди, јаде, нема толкава потреба од мене, меѓутоа јас сум во глобала најголемиот дел од денот со него. Со какви предизвици што си се соочувала? Си имала ли некакви предизвици мајчински кои што би сакала да ги споделиш, кои што ти биле потешки? Па еве ќе кажам за доењето, затоа што јас така мислев. Ке се роди дете, паќа града, нема проблем, тоа е природен процес. Значи идев мика јасна на курс за доењето и некако као да се едуцирав, меѓутоа друго е сето, тоа е друго во пракса. Јас искрено многу си знамачи во врска со тој дел, затоа што не знам, можеби затоа што бев во болница на ГАК 7 дена и таму мислам дека не обрна многу големо внимание во тој процес за детето да фати града. Они доаѓа, меѓутоа, ќе го наместат, он за една минута ќе пушти града, ја не знам да го наместам. А беше таков инат, значи од мало, што нешто кога не сака. Значи тоа толку ми беше мене тешко доењето, некако
така на почетокот дека бев во болница ми беше многу напорно и на крај земав пумпа, почна да се измолзува. И јас реков како сега моето дете, пошто нели цела бременост сакаш да се храниш здраво за него. Нели вежбаш пак придовики за бебето. Да. Еве и сега готвам цело време за него, затоа што сакам нели најдоброто за него, делот каде што јас можам да регулирам. И сега многу ми беше тешко зошто јас не можам да дојам. И доаѓаше јасна, значи ми помогна делумно онда фати града, меѓутоа никогаш не беше тоа непрекинат процес. И веќе после 3 месеци никако нели почна да опаѓа количината на млеко, се измозува многу, ама џабе немаше многу млеко и на крај мачка ми кажа, значи доста се измачуваш, детето прими колостром, примаше мајчино млеко 3 месеци, значи оке, не си препишувај толку голема, нели толку на себе, не правиш грешка, да. И едноставно стварно таа негова поддршка многу ми значеше, ми беше многу тешко на почетокот. Зошто е? Не, да, така... зошто да не. Ми имаат споделено неколку мајки, пријателки, дека многу често се случува тој проблем при породувањето, кога бебето е во болница, ако му даваат дохрана таму, ако му даваат вештачко млеко, сигурно, и тука се создава таа конфузија и кај самото бебче, а нив им е најверојатно и полесно од причини за да не плаче, за да нели тоа го прават и механички на некој начин, затоа што имаат повеќе бебиња и се до некаде разбирливо, но за мајката тука се создава, мислам дека проблемот кај дојњето. Е голем проблем затоа што еве сега они го носат бебето и сега они имаат на 3 сати му даваат дохрана. Да. И сега ако му даваат дохрана у 12, ја у 3 сати им викам јас ќе пробам да го дојам. Ќе пробам. Значи пробуваш дали ќе фати, не фати, се мачиш тука и сега ти не знаеш тоа дете колку испил, дали му е доволно. Да. И ако ти ја утнеш таа доза од 3 часот, ти треба да чекаш до 6 часот да прими друга доза. И сега они не ти даваат измеѓу. Да. И сега бебево да бришти, плаче, не знаеш што да му правиш. Јас сум од оној тип на луѓе кои не сака да смета на другите. Значи сега другото бебе заспало кај мене у соба и овој почнува да плаче, мене ми е незгодно и за мајката и за детето, го буди, почнуваат двете да плачат, хаос невиден. Да. И некако, знаеш, си викаш, ајде дај му, значи одвај чекам да искочам од дома за да можам, нели, да се смирам прво и ја, бебето да не носи, да можам да се посветам на тој процес. Мислам дека тоа е стварно тешко. Тешко од тој дел. Да, дали патронажна сестра дојде во твојот дом? Паметиш? Не дојде. Не знам дали искрено са не можам да кажам дека имав пропуштен повик, ама не знам дали од кого и што беше тоа, зашто кај мене на телефонот звони цело време. Има и бројови што не ги знам и сега никако не обратив ни толку пажња, дојде јасна, ни помогна, значи делумно да фати нели Максим града, да се дојам, се измолзување ми даде типси, онака некако се од неј затерав. Да не беше она, верувам дека ни тие 3 месеци немаше да издржам. Да, многу ја фалат, не сум ја запознала, се уште ќе биде поканета и таа во оваа емисија затоа што многу мајки, на многу мајки им го спасила животот, што ви се рекло во тој поглед. Јас вака кажав на јас, следен пат кога ќе се пораѓам, само што ќе се породам да ми дојдеш у соба. Затоа што верувам дека кога ќе се посвети кој е таму, дека детето ќе фати града. Да. За мене многу важно, од почетокот е многу значајно. Ајде сега неубавиот дел. Колку Максим ви го промени животот во однос на слободното време. Што правите со него? Во однос на слободното време. Што правиме? Прво ќе кажам дека он има многу слободно време, ние немаме слободно време. И тоа пред некој ден баш го шетам куќето и си викам, човече, па ја не можам ни куќето да си го прошетам кога сакам. Ја не можам ни да спијам кога сакам, не можам да читам книга кога сакам, не можам буквално ништо кога сакам. Меѓутоа, онака тоа се тие сладки маки што збориме. Со Максим ние идеме често во парк. Возиме точак, односно ја го возам него на точак. Претходно идевме на водно, кој беше помал. Сега додека ми траеше кошаркарската сезона, немавме некоја прилика, нели, да отидеме на водно. Меѓутоа, го носам и на тренинзи со деца на утакмици, ужива, кога ќе гледа луѓе околу себе, не дека нешто разбира кошарка, ама топката му иде ваму таму и него тоа му интересно. И така, не знам какви игри играте? Дали играте некои игри кои што се модерни или тропате на потенџериња со лажици? Па искрено ти кажам, мислам дека за роден требаше да му купиме еден тон тенџериња и лажици, што се тоа што му купивме тие тапанчиња ништо не користи. Некад нели по
Традиционална играчка. Традиционалните, да, и посновите работи поише го интересира, али он е се уште мал. Значи некои работи што сакам ја да ги играм со него и пробувам, он не разбира. Сега почнува. Па чекам уште малце подпорасна да можеме малце поголема интеракција да имаме ја и он. Тоа проодувањето, запчињата, дали ги поминавте низ некаква посебна радост, дали ги правевте тие адети што ќе фати, нели има еден адет, не знам дали го знаеш, што се става во круг играчки кога ќе проводи? Не сте ги поминале. Пазите на адети, внимавате некакви такви работи, обичаи, некакви. Јас не толку, меѓутоа родителите на Мачка, односно татка Совче, баба Совче, она е поише за тие работи и она ни кажува сега вака, сега така. Добро, јас не знам, не сум многу патена, меѓутоа тоа е се убаво и би сакала еве да поише да го правам тоа и се трудам. Секој имам па дете, повеќе сакам тие работи да обратам внимание да ги запазам. Еве сега и за Великден или јајца ќе боиме, ќе станам порано. Претходно сум боела јајца, меѓутоа не да станам нели пред изгресот. Така да сега се ми е поубаво и се поубаво да живам со него, искрено. Да, верувам. Сега враќањето на работа на една мајка. Лично твојата приказна во тој поглед, враќањето на работа, враќањето на терен, дали ти беше тежок тој процес, со оглед на тоа што треба да оставиш бебе дома, со оглед на тоа што треба да излезеш од некоја друга приказна која што година дена си ја имала? Ти беше тешко да? Па ми беше тешко во однос на организацијскиот дел, затоа што баш со Мачка вчера зборевме, си викав човеч, значи ние кога Максим беше бебе и кога не идев на работа, јас психички бев порастеретена. Значи немав некој да морам да стигнам таму, ваму, да отидам. Едноставно се беше помирно, некако без план, поприродно, некако преубаво беше тој дел. Јас кога се вратив на работа, не се вратив со целосно, например, работно време или почнав постепено и некако така и продолжив да ги враќам и клиентите и со тренинзи и сега веќе ми е поокей. Мислам дека многу важно тоа што партнерот е тука да за поддршка, многу важно. Затоа што и кога ќе дојдам од работа, например, или од тренинг, он може да го измие, да го нарани, значи не се чека се на мене. Да, тоа мислам дека најмногу помага за една жена и со една од гостинките споменавме, тоа многу помага и за менталното здравје на жената во тој период, затоа што тука мислам дека крахнува и се случува проблем кога жената нема помош, е 24/7 со бебето и се запоставува себе си физички и психички и како годе. Сакам да позборуваме малку и за вашето детство, доколку сакате, доколку сакате да споделите секако со нас. Каде сте растена? Како вие би опишале вашата мајка, вашето детство, незиното воспитување? Па вака, јас сум растена во Девар Мала. Јас потекнувам од патриархално семејство, каде што мојот татко е закон. Значи строг, он е главен, он кажува све. Мојата мајка од друга страна била помирна. Некако они сами си имаат создадено таков баланс за животот и за нивните обврски, по поглед на семејството. Некако јас сум растена во сала, затоа што татко ми е тренер. И од најрана возраст, значи можда 4-5 години, памтам сум откидам у сала со татко ми на тренинзи од 4 сат, 3-4 сат до 11 со него. Затоа што татко ми имаше кошаркарски клуб Вањански лисици, кој во тоа време броеше 300 деца. Значи кошарката ни беше наш животот. Израснав во сала, дома сме со мојата мајка, мајката нели ни готви, ни спрема, не негува, учи со нас, збори со нас. Она беше таа, не знам, нежна точка во нашето детство. Татко ми бил тој што поставил граници, одлучувал и нема како ти сакаш, како ја кажам, и тоа е. И јас многу верувам во мојот татко, затоа што тој ми беше рол модел. Јас знам дека тој се што побара од мене, дека за мое најдобро, за мое добро, нели? Да. И некако тој баланс мене ми изгради во тоа што сум ја денес.
Затоа што ако, например, мојот татко бил како мојата мајка, толку мирен и да нема такви граници, сигурно не би скршнала негде од патот, или пак доколку мојата мајка била многу строга како мојот татко и тогаш би скршнала, ќе би бойкотирала, не знам, би бунтувала. Доколку би било поинаку, не би била денес тоа што Да, мислам дека си тој баланс дефинитивно. они го имаат постигнато. Мојата мајка искрено многу добра жена, не знам, ја нема видено у животот она да се налути, да ни викне на нас, или пак да каже нешто лошо за некој, да се пожали. Едноставно и се чудам искрено како така функционира и некад се нервирам зашто сум делумно како неизе, затоа што во денешница не може да си толку добар. Знаете како си некад толку добар, некад испаѓаш дека си наивен. Да, и сега, за жал. Да, иначе ете на пример компензирам со страната и карактеристиките од татко ми. Татко. А колку во воспитувањето еве сега откако се реализираше како мајка, се пронаоѓаш себе си во мајка ти? Значи како таа вас ве воспитувала? Па јас многу сум слична на мојот татко. И тоа у одредени ситуации ме плашело затоа што од тие негови карактеристики на строгост, на дисциплина, на буквално војска. Јас не сум за до тој степен да го воспитувам детето, затоа што многу пати сум посетувала и курсеви за психологија кај Сашо Петковски, не знам дали го знаете психологот. Да. Значи идев и кај него на сесии многу, затоа што јас си работам со деца. Значи ја и претходно идев кај Сашо чисто затоа што нели работам со деца, сакам да влијам колку што може подобро на поновите генерации затоа што се сметам како нивни втори родител. И сега И така е. Да, и сега научив, не може да кажам дека научив, меѓутоа многу сум посвесна во некои мои постапки однесување и можам да се видам дали сум мојот татко во одредена ситуација или сум мојата мајка. И секогаш пробувам некој баланс да најдам, да не бидам премногу допустлива кон Максим, па после да немам контрола врз него како што многу родители И прават. авторитет. Или да направам некој страхопочит што реално и не е авторитет, него е страф од родител. Да, тоа е па прелошо, мислам дека. Да живее во страв да праша утре нешто. Буквално. А и секогаш ја правам релација на мајка со син, утре доаѓа нели тие тинејџерски, сега има време живи здрави, но тие тинејџерски денови, први симпатии и така натаму, потребата од мајката да се приближи кон ќерка е многу полесно во тој поглед во однос на мајка со син. Па мислам дека тука треба да отскокне таткото во тој дел, да биде многу поприсутен. Затоа што како што кажам, таткото со синот може нели да во тој дел од развојот да утиче на него да влијае, извини, да влијае врз него отколку што можам јас нели како жена, пошто он веќе нели тинеџерски години сите они знаат све. Така, се знаат и не можеш да одиш против нив, но тој машки свет и женски свет е различен и ние жените не можеме да го разбереме и обратно. Каква е твојата релација со твојата сестра? Имаш сестра постара или помала? Да, постара. Колку сте блиски? Мојата сестра е постара 2 години од мене и кога растевме, бевме многу блиски. Значи, јас без сестра ми нигде не сум идала. Ако идам на роден ден негде, мора и мене да ме земе. Значи, нема ти идеш само без мене. Значи, јас сум и било, иако она не сакала, ама морала, за жал. Меѓутоа, основно учевме заедно, во иста школа. Кога средно отидовме исто во физкултурно, учевме 2 години. Каде во Пестолоци имаш? Не, во Коле Неделковски учев. Па после тоа на физкултурно 2 години, пак бевме заедно. Мислам, генерацијски не, ама меѓутоа пак во исто школа. После тоа отидовме во Америка, добивме стипендија преку кошарката, во исто школа, па на коледж прв пат се разделивме, оној беше на еден факултет и на друг, па втората година направивме нека организација, па заедно пак да бидеме и некако цел живот бевме заедно. Кога се вративме во Македонија, јас искрено никогаш не се замислив себе си да живеам во Америка, затоа што сум премногу врзана за своите родители. Едноставно мене поентата на животот да го поминам со луѓето што ги сакам. Треба нели да се снајдеш и тука, ако си амбициозен и нешто правиш што сакаш, и тука ќе се снајдеш и ќе има работа за тебе. Не мора да бегаш толку километри далеку од луѓето што ги сакаш и така одлучи да се вратам. И тука веќе никако јас фатив еден смер во животот, она тотално на друга страна замина. И сега некако тотално сме две различни особи, личности и многу пати кога ќе сме седале заедно не се согласуваме.
меѓутоа ние пак се почитуваме, некако животот само не раздели на различни страни, али кога треба нешто, нели, за родителите, за нејзе, за детето, за со Луана, внука ми сум се уште блиска, имаме многу нормален контакт. Да. Добро, сега секој со своја патека, а и периоди се во животот. Понекогаш нели такви има турбулентни периоди во животот. Како гледаш на релацијата браќа сестри, со оглед на тоа што спомена во неколку наврати дека посакуваш и имате желба за братче сестриче на Максим, така? Претпоставувам дека тоа се во вашите мисли и желби, и како Максим реагира на Хана и Дарен, ме интересира. Колку тие се среќаваат? Па вака, прво ќе го одговорам првото прашање. Мислам дека јас сакам второ дете, сигурно ќе видиме за трето, затоа што годините нели одат и ќе видиме тој процес како ќе иде со второ дете. Меѓутоа, тоа е затоа што јас и мачка сакаме. Многу е погрешно, според мене, не мора тоа да е така за другите, според мене многу погрешно ќе кажат сега ќе му родам другарче, да кажам, ќе му родам другарче на Максим. Чекај малце. Значи ти треба да сакаш на Максим, не му треба другарче. Значи може да го социализираш и све тоа, меѓутоа многу е себично кога така размислуваш да му родам другарче, ајде дете во второ дете небитно, битно е дете во прво да има другарче, и некако тоа ми е многу одбивно. Дај Боже, на пример, да ќе има второ дете, да се слага, да им биде убаво, меѓутоа желбата за второ дете е чисто моја, затоа што многу сакам деца. Ајде да останем само на Максим, јас сум сепак благодарна што го имам и него. Во однос на Хана и Дарен, Максим ги обожава. Значи, дури сега веќе кога расти, поише разбира, памтам пред некој ден Дарен дојде кај нас, како што влага од врата, Максим фрла цуцла, фрла играчка, трча, колку што може да трча, и го гушка, и мислам дека 5 минути го гушкаш. И онака си гледа, види ги човече. Значи какви се чисти души, значи немам коментар. Исто и Хана. Хана, на пример, на поинаков начин е погрижлива, дека е девојче поголемо, ќе прави 10 години, и Дина, дај му, мислам дека Максим е гладен, дај да му дајме да јаде. И она знае да му ставам да го храни, не знам, пелена да смениме. Многу е тука е присутна, помага. Кога ќе не види дека сме умори, ја ќе опочувам. Многу е пажлива, не знам. Стварно некако многу убава релација имаат сите тројца. Да, и тоа зависи секако од вас, морам да го заклучам. И од двете страни, секако, многу значи. Дали по природа на нештата Максим аналогно како и ти, гледајќи како мама и тато е со кошаркарска топка, ќе го видиме утре во иднина во дрес на теренот, како кошаркар или можеби нешто друго? Леле, ние многу би сакале. Ама знаете како секој родител си има сон за своите сонови ги проектираат на своите деца. Јас се надевам дека нема да биде тоа така, меѓутоа сакаме. Наша желба е он да биде кошаркар. Сега реално таа е наша најголема љубов. Тоа дека ќе биде висок, ќе биде висок сигурно, он више така повисок од просек. Кај нас цела фамилија е кошаркари. Дедо му, татко ми мој кошаркар. Другиот дедо исто кошаркар. Исто они играле у минатото заедно едни против други, еден против друг, и исто така и купни, мислам, се пријатели. И мајка му исто, тетка Совче прати спорт, мајка ми прати спорт, некако сите сме околу кошарката, и Максим доаѓа на тренинзи, ние често го носиме. Јас би сакала он да расте како што јас сум растела, затоа што сметам дека спортот и тие деца што тренираат таму е една здрава средина. Посебно во ова денешно време. Значи ти го тргаш детето од улица, го ставаш во спорт. Значи без разлика сите тие психофизички придобивки он што ги добива. Значи ние градиме тука еден психофизичка здрава личност. Значи градиме дете кое ќе знае што значи дисциплина, што значи тимска работа, што значи пораз, дека окей да изгубиш, окей да понесеш пораз, како се враќаш ти после тој пораз, како ти се носиш со сите тие препреки во животот. И баш пред некој ден имаше еден родител ми пишува порака во врска со детето, гледам дека заостанува, не знам, да му даеме шанса, ја и давам совети дека може индивидуално да тренира и се, да не се откажува сега, посебно не сега кога е сезона. И покажувам исто од моја перспектива, викам јас се што сум почнала, ќе го завршам
па после тоа ќе донесам одлука. Мене тоа ме научило спортот. И се така во животот. И јас сакам максимум да не одиш на пола, да не идеш на пола, да не се откажеш. И кога е тешко, и кога уназадуваш, значи дај се од себе, пробај, па ако толку не бива, откажи се. И јас така сакам максимум да расте. Да расте ни спорт. Значи да нека одбере, еве, мислам, јас би го однела и на друг спорт додека е мал. Тоа ми беше прашањето, дали ако одбере друг спорт би се разочарале? Не би се разочарале. Значи ако он има предиспозиција и талент за некој друг спорт, и ако он ужива во тоа, нема зошто ние нели да се разочараме. Најбитно нас не е најбитно он да е среќен. Ништо да не биде тоа со сила, да биде здрава психофизичка личност, да знае да одбере и одбере и да донесува одлуки во даден момент. И да знае да си ги одбере нели луѓето околу себе. Мене тоа ми е многу важно максимум да го насочам во животот. Друштвото, какво друштво, какво окружување. Со кој што си, таков ќе си и ти. Ти си со спортот деца, такви деца се, така и ти ќе бидеш. Ако идеш на улица, се дружиш со деца што немаат ни значи не ќе да зборам што си имам видено, дека така и он ќе загледа во животот. Така да важно ни е спортот, па здравје Боже, дај Боже да е кошарка. Да, Боже, ќе видиме дали тоа би била визијата за него или имаш некоја конкретна порака. Овде секогаш емисијата ја завршуваме со мама визијата за Максим, некаква лична порака за него која што еве кога ќе порасне ќе ја гледа емисијата и ќе си ја слушне. Па порака за Максим е дека ние како родители ќе го поддржуваме во животот. Се надевам дека нели ќе го насочиме кон правите животни вредности. Тоа ни е нас многу важно, но и дека кога и да сгреши, има каде да се врати. Значи ќе биде прифатен и ќе има поддршка за да продолжи и да биде уште појако тоа што бил. Може да и во некоја друга насока, но меѓутоа мама и тато секогаш ќе бидат тука за него. Да, поддршката е многу важна. Да. Имаме и подароци, нема да те испратиме со празни раце. Бокарт, те поканам да ги заследиш на социјалните мрежи на Инстаграм. Бокарт прават рачни изработки, може да си го динеш секако, да. Можеш да го динеш, се надевам дека ќе го вклопиш некако во твојот стил, тоа е накид, броши, обетки. Убави, украсни. И секако уште еден подарок. Ќе се да види си го прво тоа, па потоа да не те нападнеме. Многу убаво. Да, се надевам дека убаво ќе ти стои, јас мислам дека убави бој. Пролетно, летно, да. Со здравје да си ги носиш. А ова е мирисот на мама Визија, Фрида. Цвеќарницата Фрида се наши пријатели кои што ни даваат еден убав раскошен момент и убав мирис на нашата емисија. Едина милетна брзо времето. И вистина ми беше преубаво друштво, морам да ти признам, и ете во право биле со тоа што инсистирале сите да те поканам да бидеш дел од мама Визија. Благодарам од срце што искрено раскажа за твоето мајчинство. Ти благодарам и на тебе што ме викна и искрено во животот се што правам сакам да делувам на некого барем на позитивен начин, да допрам до некого, затоа што јас инспирирам од такви луѓе, така да нели фала еве што побарали, што ме доживуваат така како што ме доживуваат. Искрено тоа многу значи затоа што само така нели јас така доживувам, мојот живот има поента. Затоа и работам со деца, порувам да влијам позитивно и да останам нете запаметена по тоа. И јас слушајќи те вака овој еден час многу убави мисли кажа. Не знам, ќе ми биде тешко какви рилови ќе одберам за најава. Благодарам уште еднаш. Посакувам добро здравје, поздрави до Максим и до мачка дома и почитувани вас ќе ви се заблагодариме за тоа што погледнавте уште една мама Визија. Секако ќе ги поздравиме и бутик Дона кои што се грижат за мојата облека. Имаат свечена и нова колекција, можете да погледнете, се ближат и матури, така натаму, свадби, се што ви е потребно за да се дотерате. Секое добро ви посакувам, продолжете да гледате мама Визија, ви благодарам на довербата.